Постојата реторика помеѓу власта и опозицијата некако се повеќе се стеснува во директно меѓусебно препукување помеѓу председателот на владата и председателот на опозицијската СДСМ, Мицковски и Филипче, кој веќе трае некое време и која кулминираше особено по говорот на премиерот по обраќањето по повод 35 годишнината од основањето на ВМРО-ДПМН, пошто уследи навистина една меѓусебна жестока реторика и тоа во јавноста, дотолку повеќе е и битно да се проговори, затоа што дали тие меѓусебно комуницираат и ако сигурно комуницираат и дали тоа го прават на таков начин, е една работа, но од друга страна, штом се прави во јавност, пораката треба да се испрати до јавноста, затоа што секако дека ако имаат што како да си кажат и особено меѓусебно да си порачаат, тоа можат да го направат, нема потреба да оди преку јавноста. Туку работата е да јавноста биде оној критички момент кој би пресудил на една или на друга страна или со други зборови кој би добил повеќе од тоа препукување. За жал, ништо нема од тоа државата, тешко и граѓаните, освен оние кои уживаат во таков начин на комуникација, кој, како што особено и во овој неодамнешен изминат период, имавме причина да го, имавме прилика да го проследиме како со ситуацијата околу град Скопје, градоначалникот на ЧАИР на град Скопје и така натаму, сите тие настани кои понатаму, потоа исто така предизвикаа бранувања и реакции од сите тие политички чинители, па беа нарекувани и парада, и циркус, и реалити шоу и така натаму. И сега се поставува прашањето дали овие директни меѓусебни обвинувања во јавноста се навистина дел од таква една предизборна кампања, дали е тоа начин за зголемување на рейтингот, наместо конкретни програми, предлози, бројки и така натаму. Значи, еден пристап токму во таа насока, како што токму и дали министерот за внатрешни Тошковски, дали вреди однесувањето, односно оние изјави на градоначалничката на Скопје Арсовска ги нарекоа токму така реалити, циркус, парада и слично. Дали е тоа пристап да со своевиден циркус и парада се привлече публиката, затоа што се прави во јавност. Не е тоа да се каже нешто, особено кога станува збор за важни работи, за државни работи, а тука обвинувањата се навистина сериозни. Тогаш тоа се прави зад затворени врати. Не оди во јавност. Ова посебно се праќаат соопштенија во јавност или се пренесува на медиуми да се порача на другиот. Значи, токму тоа е еден вид своевидна представа, меѓутоа, може би, од друга страна, тие меѓусебни обвинувања се не се само всушност препукувања, туку основани обвинувања за нешто што не би смеело да се случи и настрана од тоа што може би се има тука своевидна публика која тоа ја забавува, која тоа го одобрува, која си прави сеир или сеедно подгрева едни или други идеали за поддршка на една или друга страна, останува фактот дека доколку се основани, тогаш навистина она категорија луѓе која не спаѓа ниту во една од овие од таа публика, треба сериозно да го постави прашањето и на едната и на другата страна, ако е тоа така, да одговорат и да или ги сменат работите, или се
повлечат. Затоа што апсолутно не е сеедно дали да речеме од тие најнови обвинувања, затоа што и за нив нема време, а се само од изминатите 24 часа, а камоли наназад, не е воопшто, значи сеедно дали од обвинувањата на Филипче кој вели дека нема ништо од работата на Мицковски и ова влада, затоа што постојано зборува дека допрва ќе работеле, па преку тоа дека нема право да зборува за правда, изнесувајќи многу и конкретни обвиненија за кои и обвинителството би требало да се заинтересира и обратно секако, по однос на тоа дали одредени фирми се штителе и така натаму за трагедијата во Кочани, па преку тоа дека воспоставува авторитарна диктатура, што велам апсолутно настрана од оние за кои е тоа шоу, реалити или така натаму, ако е и најмалку нешто од ова вистинито, јасно е дека никој не би сакал и не би смело да се дозволи да се развива авторитарна диктатура. И се до тоа дека, да речеме, не знам воопшто ВМРО ДПМН не е легитимен наследник, представник на она автентично ВМРО, патриотско и така натаму. Односно не е никакво продолжение на тоа историско ВМРО. И обратно велам дали од тие джипови на Филипче, златни визи за Дубај и така натаму, кои исто така укажуваат директно на откаде се тогаш толку финансии, пари и слично, нешто што го дискутираме и постојано, па и во денешната емисија, таа корупција и слично, токму во склад на сега таа нова стратегија на владата, каде што може да се види јасно наназад дека кој бил на тие позиции, дали градоначалник, дали па и премиер и така натаму, сега е не само непроблематичен во материјална смисла, да нема проблеми, туку и одлично добростоечки и одлични бизнисмени. Кој да е одеднаш, кој да бил, до тогаш не бил ништо, потоа се открил како успешен предприемач. Па тераат бизниси меѓународни и така натаму. Се до тоа да речеме дека му се става на Филипче како одговорност дека и кодоши и така натаму, особено во странство, дека е срам за Македонија и се едно колку се обидувам да ги избалансирам работите, но впрочем не е ни битно. Има еден куп од една и од друга страна, што и тоа толку сериозни, што нема впрочем разлика. Во секој случај, она што е битно е дека прво, очигледно, барем сега за сега, пред изборите, нема ништо од реализација на оние повици за национално обединување, нешто што и тоа како ни е неопходно токму сега и токму во пресрети на ЕУ резолуцијата на 24-ти. Затоа велам, ние сме огледалото, како се нарекуваме меѓу себе, колку се помагаме, колку се обединуваме, колку сме сплотени и така натаму, за потоа да може и да очекуваме и од надвор да не гледаат со такви очи по принципот на едноставно колку сте оставиле, толку и да добиете. Значи нема ништо од тоа национално обединување, а има толку обвинувања што навистина човек се прашува тогаш, ако Филипче се едно не бил на власт, но тој и сега како претседател на партијата има и било што од ова што му се става на товар. Значи огромна одговорност за состојбите во кои се наоѓаме. Од друга страна, ако има било што вистина од тоа што на актуелната власт на ВМРО ДПМН или Мицковски конкретно му се става на товар, исто така огромна одговорност со тоа што тие се актуелни, ако
Филипче направил нешто, тоа е завршено, не прави сега веќе. Треба да се расчисти, но барем не прави сега. А ова, ако има нешто тука, тогаш прават сега. Па треба да се спречи. Ако одиме кон авторитаризам и така натаму. Така да во таа смисла, еве, чисто, може би најдобрата варијанта би била ако утврдиме во ова дискусија денешна дека се поради политички поени, популизам, парада, своевидна представа во пресрет на изборите. Единствено лошо во тоа е што очигледно нема никаква креативност, нема ништо конкретно, нема некаква перспектива, некаква идеја, туку се сведува само на безсмислени обвинувања. А доброто во тоа би било што се само обвинувања колку за театар. А втората опција, велам, ако се вистините, тогаш на вистина и треба да се реагира. Во секој случај, се надевам дека дискусијата ќе ни помогне да некако ги детектираме состојбите каква е реалноста, затоа што помеѓу овие обвинувања нема ниту конкретна, не знам, анализа или полемика кој што како направил, па вреднување на успесите. Ние правиме повеќе, вие тука потврливте во оваа област, вие добри бевте, од вас ќе го земеме ова за пример. Туку е навистина само кој е полош, кој е авторитарен, кој е кодаш, кој е срам, кој е резил, кој е едноставно, значи, лошо од полоша. И затоа се надевам дека барем ние ќе имаме една дискусија која нема да биде ниту приближена на начинот на комуникација која за жал се одбива помеѓу премиер и претседател на најголема опозицијска партија, туку дека ќе биде аналитичка и дека ќе се обидеме да допреме барем до таа стратегија, како таа стратегија што зборувавме денеска за борбата против корупцијата, конфискација на имот. Се е дел од стратегија во политиката, нема ништо спонтано, така да и ова е стратегија, но колку е вистина. Тоа е она што нас треба да не интересира. Не случајно го прават ова, но јасно е дека е дел од стратегија, но затоа да се обидеме да досегнеме дотаму која е целта, дали на вистина треба да се загрижиме или ова е така, токму тој еден предизборен период и кој сака нека го гледа, кој не мора да присуствува на тоа. Важно е да не се прави штета поголема, барем не во контекст на она за што се обвинуваат, што си го ставаат еден на друг на товар. 60-91-924-925, повелете за првиот гледач. Добар ден, повелете ако се слушате. Поздрав од проклетиот Буковиќ. Поздрав до вас, да, поздрав. Се слушаме, повелете. Вака, ова одлична емисија ми дојде много зае, те чекам цело време, те доби 5 до ова, да не губам многу време. Повелете. Јас би замолил до сите граѓани во Македонија, посебно надвор од градските средини, за ројалните средини зборам, на сите политичари кои ќе дојде за локалните избори да ги затвориме вратите, да ги бркаме. Да ги бркаме, никој да не доаѓа да држи митинги. Туку да се пријавуваат индивидуалци да одат тие избори со независни кандидати. Само тие да ги поддржиме, да ги знаеме, да ги познаваме и да бркат работа. Капка вода Буковиќ 5 дена нема. Баш им е гајле и на Дела, и на Тони, и на сите од водовод. Жива срамота ева. Цело време им викам така, а и е некој дефект. То самајле у 6:00 исушена беше чепчето на чешмата. Кога денешка дојде вода. Дојде, ама не, малце дојде. И што е работава, не знам. Апелирам граѓани, само независни кандидати, познати луѓе, да ни бидат при рака секое време. Да можеме одма да ги смениме, ако не го бива. Али политичари да избркаме. Сите политички партии. Мицковски 100.000 евра нуди да се вратат во селото. Живи мајка. Кој ќе се врати во село? Треба да има основни услови за живење. И према тоа, доста више политика.
Да не лажат луѓе, нека се фатат за работа еднашка. Поздрав и толку имам, благодарам. Благодарам, поздрави до вас. Се надевам ќе не израдувате со добра вест дека стигнала вода во Буковиќ. И секаде каде што ја нема. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден, се слушаме, повелете. Меѓутоа, Буковиќ уопште не плаќа вода, немаат ни сати. Значи со години не плаќа вода. Како може ние да плаќаме и како не таму има Радуша и други села што немаат уопште сати и не плаќаат вода. Сега каде е тука водовод, а не се губела водата? Ете кај се губи водата. Кај тие што немаат сати, како со струјата, така и со водата. Меѓутоа, затоа ред не се става, треба да се стави. А овие препукувања, не знам, Филипче, каде беше порано? Човекот као да испадне, како од Марс да падне сега. Значи, толку е сега, мислам, овако го имам дека, кај да отвориш уште малце, што викатиот фрижидер ке почне да не излегува. Значи, вечито сега се нешто му фали, а порано го немаше нигдека. И сега за ова денационализација, каква денационализација, какво ќе се зима, каква овако, тоа не доаѓа, кој на кого ќе зима? Не можам ја да го сватам. Јас сум што имам многу имот земен од Југославија, национализиран и невратен, и еве го користат олигарски големи тој имот, и секој ден си проаѓам низ моје место у маркет да идам гради и ред други работи на ексклузивно место, и сега тебе некој тоа ќе ти земе, кој на кого ајде ќе земе, јас стварно не знам. Еве да има некој како и мене што ми е одземено од мојот родител, значи како што е одземено, ајде, они кого на кого, они се градата, кој повише ако може да земе и ги дадат папарите наши се надвор. Не ти Дубај, не ти Грција, купујат наши имоти во Грција колку сакаш. Значи сегдека од надвор, еве ти одевана идат во Аустрија. Значи сите пари наши се изнесуваат од овдека. И ние каква ќе правиме национализација ќе правиме. На тоа да видам, наверувам, дај Боже да биде, немам ништо против. Меѓутоа да видам не верувам и овакви препукувања. Па за све ќе се препукуваат више. Едни сакат вака, други само борба за. Ви благодарам и поздравувам. Стратегијата се однесува на конфискување, запленување на нелегално стечен имот, нелегално стекнат. Значи за средства за кои ќе се докаже дека нема потекло, а со кои е купен, изграден се едно имот, дека во таа смисла истиот ќе биде одземен. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Па голема поддршка да го споѓава со го спомнал околу плаќањето вода у Буковиќ. Плюс човек го ги спомнува само Данела, само таму некој директор од Тауска проминенција. Спомниве некој таму тој градоначалникот на Стара и таму кои се други таму. Спомни некој од рампомните, немој само да нападаш по македонски. Толку увези тоа. Значи, предизборни припукувања вака се да опозиција, на која опозиција се мисли? Ние имаме вистинска опозиција која функционира со 6 платени собрания. Таа е правата опозиција, другото све е мачкање очи, работава е кјаши курти да се попне мурта. Затоа што овие сега се додоруваат на народот што се опозиција, само што не ветуваат како вие што им ветуваат на најголемата, ете, ова Филип Чемицковски, тоа е, да. Најголемата опозиција, СДСМ. И СДСМ со соопштение излегува, впрочем, да. Дали да ги стам СДС-овци у ранг на опозиција? Кога се работуваат заедно, еве сега последно што беше гласање, они заедно изгласа работи кои што како опозиција не смеа да го помислат. Ама го завршија тоа, му го направија кефот на патриотија. Ама народот не го очита ни ги редови. Сега, кој ви е крив бе народот? Ова опозиција што се представува сега опозиција, без 6 вистински опозиционери, е гола вода. Значи не е опозиција. Таа е иден претендент за власт, номиниран од страна на Западот, од страна на Америка, на Европска унија, на Британија, значи таа меѓународна заедница составена од неколку државички и една малку поголема, таа е таа опозиција, поддржана од нив. Сега ќе ги тргнат овие ќе придружат по нивното дело. Поздрав. Благодарам, поздрав. До вас, повелете. Добар ден.
Кој ни е следен? Да, се слуша. Се слушаме? Се слушаме, повелете. Така. Ова да се чудиш да не можеш да си нашудиш. Луѓево не знаат кои се овие од 90-та година до денеска што направија. Ама, изгледа тие немаат појма што е држава, што е државност, одсем крадење, предавање на народот на државата, распустување, растурење, друго не знаат. Не знаат друго. Развој на држава нема шанса. Или да разрушат нешто, или државата да распродат, или да оплячкат, или да изметат од државата. Но се чудам овој народ што уште заднив стои. Барем тие да се освестат. Подршка уште им дават. Се давали на злосторни подршка. На Заев да му даеш подршка. Сршти народ доди да преговара со комшине. Еве и денеска не можеме од тоа да излеземе од таа жива песок од нив. Гледате што ни прави. Па дури ова денеска доваѓа од Данска. Од Данска, министеркава. Да ги внесите тамо што викаше уставот, да го отворите, за да сме влезеле во Европа. Пак ќе го повторам, сестро, да си ги внесиш ти татарите тамо. Затоа ли дојде сега да ни кажуваш, да ни солиш вместо сол отров да ни ставаш? Срамота е овој народ што чути, што трпи. И ги обвинувам овие сите што се зова партија СДС-овска. Некој викаше, јас сум бил со СДС. Сум бил против ВМРО. Не, сум бил против Груевски, а не против ВМРО. А СДС, знаат тие како помина од мене. И уште ќе врват. Така, да, еве истече времето, поздравувам. Ете, тоа е она, би рекол, што недостасува, што кој нуди да направи. Тука имаме, токму и за ова за што зборуваме, само меѓусебно обвинување на другиот, анализа негова, без било што да се каже. Ете, ова што спомнавте, дали, што е направено од предходната влада, поранешниот премиер Заев, добро, лошо, како и да е ситуацијата во која сме. Како понатаму да се реши блокирањето, да се излезе од таа блокада, Албанија отиде, не тргна од пакетот, оди понатаму. Јас не гледам од ниту една страна да речеме, ете, затоа СДСМ, тука оди директно анализа на ВМРО, ДПМН. Врховизмот во начинот на владење на Мицковски, тоа е најголемо предавство и така натаму. Мицковски ја прави ваква, таква. Добро и, а ние ќе направиме вака. И сега ќе решиме, ќе го откочиме процесот така и така. Нашите представници, нашата влада своевремено потпиша француски предлог, вака ќе го решиме, онака гарантираме, нема понатаму да има блокади, да речеме. И обратно, ете, не знам, ВМРО, да, овој Кодош и така натаму. Дајте, видете, тамо има джипови, нема обвинителство, што како нека реши, а ние ќе направиме вака и вака. Договорите бараме или гаранција дека нема да има, ако не, го суспендираме договорот на неодредено, ќе се занимаваме со нас инвестиција, ваква, таква и така натаму. Значи, во таа смисла, тоа е она што би требало да разликува една, не знам, и особено комуникација на сериозни политички фактори, и власт, и опозиција, која исто така огромна одговорност има. Не може да се однесува неодговорно. Која ги разликува од представа. Тоа е друго, затоа представа може на улица да ставите она што има реклама, носат, нели, па мафтајте и звонете и нудете хамбургери, или критикувајте еден друг. Значи, недостасува само она другото. Да, кажавте така, вакви бевте, онакви, но, ајде ќе ви кажам сега што треба, и јас каков ќе бидам. Ете, тоа е она, нас како да ни треба, ете, едните за другите да ни откриваат какви се.
Не знам СДСМ или Филипче ни кажува какове Мицковски и ВМРО, ДПМН, ВМРО ни кажува какове Филипче и така натаму. А недостасува токму она. Другото, да, такове, а ние ќе направиме, а биде поинаку. И повторно нека биде тоа дел од кампањата, но биде кампања во која се нуди нешто. Вака е на вистина, дури не креативна, само дури не е ни шоу. Какво шоу е? Значи, во ред, врховистички е вакове таков, но гласајте на нас на локалните избори и ќе видите како ќе средиме. Еве ви план ваков, таков, за 6 месеци и ЕУ и се едно за 6 години и готово. Нема ништо од тоа. Значи, се едно, дури се не знам, или како стигнал Мицковски до Хераклеја на настанот по дупките и джунглата околу локалитетот, која не била средена. Сега што треба тие да му одговорат него, па добро, па дојди ти со джипот тој, нема ги осетиш дупките. Кој сака да го слуша тоа, нека го слуша, но што имаме ние кои чекаме да бидат поправени дупките, да отидеме во Европа и така натаму. Тоа е суштината, а тоа треба да го слушнеме од нив. Повелете, добар ден. Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден, Добар господин ден, Исо. поздрав. Поздрав, уште до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете. Благодарам јас на вашиот поздрав. Види, тела има баѓи за заедски материјал, меѓутоа те почна така. Опозицијата е таа што треба да ги прати состојбите што работи владата. И сега, ако некој работи што ги ветива, многу ветува, пример, политички, ако речеме ветува дека преспациот договор ќе го, макар да и гласачите, јас зборувам со гласачи ривни. Дали не знаевте вие дека тоа не е можно? Или ако е можно, како ќе биде после тоа? Мислам, ако се смени, тоа како ќе биде после со Грција? Како ќе биде наша држава? Како ќе биде во призната во Обединетите нации и така натаму? Како ќе функционира државата ако се смени тоа? Значи тоа тука треба малку да се размисли повеќе. А гласачите мислам дека знаеа дека тоа не може да биде, меѓутоа ете упорно ќе гласаме за ВМРО. Знаеш, господин Исо, многу се на котија ВМРО во последно време. Знаеш, че 90 години ги немаше никаде. Значи не постоело ВМРО 90 години. Постоело во историјата дека биле 5-6 души таму тие се собраве. Да 1893 година имале состанок и тете помогатеша македонска револуција, 5-6 неколку акти, ништо. Тоа, значи, јас во историјата не сум прочитал дека ништо од тоа. Меѓутоа, они треба да испорачаат, господин Исо, резултати. Ако се резултатите видливи, опозицијата нема што да кажува тука, меѓутоа резултати нема. Ни на економски план, ни на политички план, ни на меѓунационален план, ништо нема резултати. Значи, само они се фалат, нека ние волку, БДП е волку, толку тоа, само лажење е тоа. Тој збор него употребува многу, тоа лага е. Значи, тоа е, еве се фалиме. Фалбата не е добра. Поздрав, господин. Благодарам, поздрав. До вас, добар ден, повелете. Кој ни е следен, повелете. Добар ден. Добар ден, дали имаме некого? Дали се слушаме со некого, повелете? Се слушаме, да, вие сте, повелете. На линија сум? Да, ете во програма директно, повелете. Благодарам. Молам. Прво, мора да се сложиме дека ние немаме политичари, стално го кажа и ќе го повторам. Затоа што нашите политичари, додека не дојдат на власт, значи со дрво и камен маваат понешто е на власт. Ако ќе дојдат на власт, па, значи, тогаш не сакат да слушат ни едните од другите, ни другите од третите, значи дека сите грешат, дека сите треба да бидат подложни на дискусија, да се најде правото решение, дали значи треба нешто да се донесе, дали треба нешто да се направи за државата. Оде е во прашање државата, народот, значи подобар живот, подобар зашто се вика образование, значи здравство, школство и сето тоа што му е препотребно на нашиот граѓани. Меѓутоа, еве и сега да речеме пример. Мицковски и Филипче се караат, се расправаат. Кога ќе земеш, значи пред да дојде Мицковски на власт, што зборуваше? Ако сето тоа што го зборуваше, да го направи, а ние ќе го дигнеме на пиедесталот, што се вика
не на 101 место и ќе кажеме значи браво и нема да го смениме 100 години. Меѓутоа, значи во тоа грешката е што значи СДС во тоа време кога беше на власт не се договараше со ВМРО, што истото го прави сега ВМРО, не се договара и не кажува што презент. Сега оно што го направи ВМРО, поред да земеме кредити, сето тоа, ама да 7 милиарди и уште 2 да се 9 милиарди, тоа ќе биде над 20 милиарди евра која ќе треба да се заврши, да се затвори тој кредит. Ја не знам дали размислуваат нашиве политичари до каде не однесува и како ќе излеземе од таа. Ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден, Госисов. Се слушаме, повелете, да. Почитување, евата се предизборни препукувања или основани меѓусебно обвинувања. Основани се меѓусебните обвинувања. Значи, меѓутоа, немаме ние власт, ова судска власт, кога ќе кажат 20 ставите од ДПМН или СДСМ, јас викам ДПМН, затоа што јам бил прв пат член во ВМРО од ДПМН, меѓутоа видов кој не водите и кај не водат према Бугарија, Лупше, Бугари, но затоа ВМРО си го се за мене и затоа само ДПМН ги исполнувам. Од тие две партии се кажу често пати, од ДПМН СДСМ по застонички партии на македонскиот народ нема сторено. И тие доведува и дојде толку криминално, затоа што ДПМН не дозволи да имат конфликт и така натака, да не зборуваме. Иначе дека се криминални едните и другите. Само нажал неш време независно судство и обвинителство кога ќе ставите двајца во дебата, често пати гледаме. Едно ќе му че ВМРО био крајавте толку пари, тој не демантира друга спортивната страна. Него ви вика, па тоа го направиш, вие толку крадете. Значи, и едните и другите се, никој не одговарат и така си терат. Значи, се сложувам со тој дека цела опозиција не е опозицијата од левица, мисла, не се политичко ориентирани, за сега не биле така на водење, се борат дечките, сака част и се кој како шатит, ја не су, значи деполитизиран се го изадржал тие 4 букви само ВМРО, друго не ме интересира понатака. Затоа од ДПМН и СДСМ чисто пати се кажам, најголемите застоници на македонскиот народ се распродадоа државата, распродадоа стоите сега пожари во рек Осломе, таму стручњаци, нестручњаци, писмени, неписмени, стават инженери, неинженери. Све е тоа криминал за криминал од овие две партии, додека владеат овие личности, овие партии, додека ДПМН не биде ВМРО, без ДПМН, додека СДСМ вистина биде СДСМ, не СДС, колко што да, до тогаш Македонија нема да биде сериозни. Ви благодарам, поздравувам и токму околу ова дали се основани или не, што се овие меѓусебни обвинувања. Што да мисли човек? Клучниот момент е токму затоа тоа што нема никаква реакција на тоа што едниот му го става на товар на другиот. Јас не сум слушнал на што и да е кажано од една страна, другиот да одговори на тоа. Да каже не е точно. Имаш виза за Дубај и златна виза градиш. Не е точно. Еве ви пасош, туристичка виза. Повлечи си го зборот. Тужба за клевета. Готово. Или, не знам, джипот. Не е точно, еве ти. Или обратно, не знам, за ВМРО ДПМН. Функционери, финансиери на партијата, началникот Штип, ги прикривате и така натаму за пожарот. Или што и да е. Не е точно. Што се спомне, нема одговор на тоа. Само е возвраќање. Ти златна виза Дубај, ти си предавник. Ти кодошиш во Грција, ти си врховист. Тоа е само редење. И тоа вулгарно човек да каже, да не каже примитивно. Плукање директно. Едниот па другиот. Нема реакција на плукањето. Го плукнал па овој други, а чекај сега шамар. Шлаканица. Како го правиш тоа? Зошто ме плукаш? Па затоа што си таков. Повлечи си го зборот. Од каде ти е тоа уверување? Ама ти ова не е точно. Сега ќе се извиниш. Ќе го разјасниме ова па потоа. Понатам. Не, туку овој плука, овој друг го плука него. Јас не сум слушнал некој на обвинување да каже било што. Нема што, джипови визи и така натаму, нема објаснување. Обратно, вамо, финансирани партии или што знам, Бехтеленка,
го прашува Филипче Мицковски. Што е со тужбата за Бехтеленка? Славевски сега дури најавува ќе го зголеми трошокот за тој проект за 700 милиони евра, од 1,3 милиарди, како што беше договорено. Сега 2 милиарди евра ќе биде. Кој ќе се вгради со проценти во овој договор? А ти си кодаш. Чекај, од каде ти ова? Како ова вадиш вака? Одговор. Клевета, тужба, веднаш, еве ти повлечи го зборот. Како ова? И министер, гувернер на Народна банка плеткаш и така. Нема коментар никаков. Мислам, генерално тоа се едно, сите. Не е битно, ако е дали е Дуи, тоа Дуи се знае, плочата нивна е тоа веднаш. Албанците не се, ете сега Таравари истото, албанците никогаш повеќе не биле загрозени. Да, точно. Точно дека не биле. Како сите други. И турци, и срби, и бошњаци, и роми. Исто ги слушаат и нив, и исти се цените и за нив, и се е исто за сите, точно. Само не само албанците. И тоа е начинот на комуникација, затоа има ли некој да каже на тоа? Не, не е така. Туку секој само својата верзија и тоа напад директен ја спроведува, другиот не реагира. Не реагира на шлаканици, на плукање. Тоа е она што затоа велам прави да човек не знае што да мисли ова. Основано или неосновано. Обвинителство, ништо од тоа. Каде се провизиите за Бехтеленка сега? 700 милиони евра? Ништо. Каде джипот ти? Ништо. Каде дивоградби тамо, па е се прошири Сарај, па ова пона? Ништо. Шоу, парада, циркус. Па потоа излегло ова. А Русковска пред 7 години тоа. И повторно ништо. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Почит до вас, повелете, да. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас. Па мислам дека не треба човек премногу да биде осетлив на партиски пресови. Аха. Или пак веќе ако слуша партиски пресови, треба задолжително да оди она како на рекламите. Ако го слушате пресот, задолжително консултирајте се со вашиот фармацевт и матичен лекар. Да, психолог, психијатар се едно, да, може, да. И тоа, и тоа може, да. Тоа е одлична идеја. Него, бака сега, јас дека ги следам пресовите, овој Филипче обвинува ВМРО било врховистичко, а колку што знам, па неговиот претходник, овој од Муртино, како велеше, ние сме сашци народ с Бугарија. Сега како, кој е тука врховист, не знам, малце ме збунуваат. Или ови од левица, викаат ВМРО се продадени душички заради 2001, а СДС па вика дека ВМРО мрази, албанци ја направи војната 2001. Сега некој лажи од нив двата. Или, например, предавници се од ВМРО, а од левица истото тоа го викаат и од СДС, а од левица никој не видов да се бори 2001 година, или пак од овие од СДС сите си извадија трајни тапи за трајна неспособност 2001. Што е уште поинтересно, овие од левица пак викаат дека се жртви на криминалната приватизација, а цело време се заедно со СДС, кои се креатори на криминалната приватизација, заедно против ВМРО. Или сега левица вика, ние сме вистински комунисти, а овие пак од СДС викат, не, ние сме наследници на Титовата сојуз на комунисти. Сега пак овие двете некој ме лажи, се кој е вистински? Левица е против високи плати, а земаат високи плати и црпат буџетски средства како партија, додека пак СДС тврди дека има диктатура и низок стандард, а пак во нивно време не кажуваат дали имало демократија. Ма да, и која алијанса за албанците е вистинска, на Таравари или на Села, и која е наследничка на социјализмот, СДСМ или Левица, и нема крај на вистина ова, што велите, да, пред употреба, не само консултирајте се туку, добро размислете, а задолжително консултирајте се и со лекари, со фармацевти, психологи, психијатар. Па потоа слушајте и гледајте, за да не влезете тотално или во конфузија или во целосен хаос. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме, повелете. Добар ден. Да, се слушаме. Да, вие сте, повелете. Само да намалам телевизор. Добро. Слушаме, чекаме, повелете, да. Еве, готово. Сега да прашам.
Слушам ја Кузевска, дури пламени црла од поморо вакви, вие вакви. А то црвеното картонче, кој го напишува што да чита? Дури од брзина и од нервоза греши ги зборовето не може да ги погоди. Како не се сраме? ВМРО сам дошол, вако бил Мицковски, малко имате према звањето, према луѓето. Ти можеш да го мразиш Мицковски, ама но се титула како председател на влада. И малко треба да има поштовање. Прво новинар е, второ не идоликува како на таква дама, не идоликува да критикува. Сега да се фанам друго за Велес, што вика дека приватизација не било тоа било транзиција. Остана тука богат Црвенковски, 300.000 работници искара на улица. Тие без пензија, сега зимат по 15.000 пензија. Нема доволно стаж. Сите предпријатија ги земаа по 1 евро, тие што беа директорчињето, сите ги, како кај нас во Штеп. Беа Сибол, колку директори пропадна. Македонка таков комбинат беше пропадна. Зик Црвена звезда пропадна. Алумина, метална. Нема нешто што не е пропаднало со таа транзиција. Тоа не е транзиција, тоа е приватизација. Се што можеа ги грабнаа. Сите најдобрите предпријатија ги земаа. И ги ми кажува тој од Велес, да, ВМРО го приватизирал Окта, не знам што. Не е само Шекеринска не ли е продаде дистрибуција? Бомбончето што и Телеком, лапна ги бомбончето, се го ужива. Колку има такви, баре трае погледни што си направил, па после се чукај градите. Ви благодарам, ве поздравувам, а добро, јасно е, транзиција нема врска со приватизација. Транзиција е премин, транзитна виза, само да преминете од една преку таа држава или се едно транзитирате, поминувате низ нешто. Јас ќе транзитирам сега од студиото по емисијата во редакција и така натаму ќе преминам. Тоа нема врска јасно со приватизација и не може да се споредува. Но од транзиција веројатно се мисли премин од оној систем уредување во друг, која подразбира приватизацијата. Но приватизација како приватизација си е посебна постапка и нема врска со... Впрочем, нема што се спомнува транзицијата, ако ја немало транзицијата премин од еден во друг систем, ќе сме останеле во социјализам и немало да има ниту приватизација. Ке си било како што си било. А сме имале транзиција, преод од еден во друг систем, кој потоа подразбира приватизација, пазарна економија и така натаму, односно отворање на различни процеси, кои си се потоа посебни и како такви треба да се анализираат. Преминот од еден систем во друг, односно транзицијата, со себе повлекува, тоа е како или транзитирале, сте преминале од, не знам, тинејџер во веќе адолесценти, што и да е, и тоа си повлекува и други работи, веќе, не знам, созрел човекот и што, како и сега други процеси, тие си се вете, нема врска, тоа јас транзитирав, па да, ама транзитирате и низ некоја земја, па не сте се приватизирале. Тоа е друга работа после, нема да се приватизирам ни јас сега ако транзитирам од онде преминам. Но, ако сменам, значи не сум во државна фирма, па сум во приватна, па правам нешто друго, а сум преминал, транзитирал. Така да треба да се поделат работите. Дали, не знам, се злоупотребуваат или конфузно се кажуваат, или нецелосно, па предизвикуваат забуна, како и се, впрочем, со овие обвинувања и човек не знае, само е оптоварување, нафрлање на обвинувања. Еден обвинува друг, другиот возвраќа со обвинување без да каже ништо што било за тоа за што го обвинуваат и обратно. Повелете, добар ден. Добар ден, се слушаме ли? Повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме? Да, поздрав до вас, повелете. Благодарам. Молам, повелете. Јас би рекол, не знам зошто ова власт веќе една година се уште се понаша како да е опозиција. Наследивне катастрофа, наследивне од минатото, толку се задолжија, Филипче, Милипче, овај приватизација, криминална, ваква, таква. Абе, дај нека се зборува, ете, тие не чинеја, си отидоја, заминаја. Дај сега што имаме сработено за оваа една година. Само ќе кажам, така речено, кој што вели председателката, преку трупа. Ние уште кога имавме овај
мислам, да гласаме референдум и ако тогаш референдумот, например, велиме не беше успешен, 600 и кусуро илјади излегоја на гласање за. И сега 500 и кусуро се ВМРО доби, например. Сега, ако 600.000 за околу 600.001 на кои излезе од ВМРО, немаше ни лични документи да се менува, ни ова, ни она, ни ништо, сеќе беше во ред, ама тие ги заклучваја зградите, вратите и за да не оди народот да гласа. И ќе кажам едно, сега време со одложено дејство за бугарите, ние имаме мака, тие нема она мака, еве да речи Европска Унија. Нема поќе Бугарија ништо, не треба ни уставо да го отварате ништо, само излезете во парламенто, дали сакате во Европска Унија и почнуваме. ВМРО нема да го изгласат и тие рекоа не ни треба ни ВМРО, не ни треба не ни треба ни Европска Унија, не ни треба ни НАТО. И сега тоа го неќат тие се знае ради што. Благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден. Ало? Да, се слушаме, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете, да. Бака, се сеќавам многу, поодамна на неколку пати, Пицковски вика вака, од голтери станаа милионери. Зборуваме сега за се што зеле имот. Па, ако е така, јас не го бранам ни едниот ни другиот. И едниот станал милионер, да речам Филипче, а и Мицковски не паѓа подолу и тој е добар милионер, со сиот негов имот во Европа. И друго, за автовото, дали приметуваш Исо, дека пробува власта да ги зачути родителите што им изгореа децата во Кочани. Такво нешто се случуваше последните 3 години од владењето на Груевски, кога пробуваа народот да го зачутат, да не сме ништо да кажува. Сега истото се повторува. На што личи ова? Дали нема малку да размисли глава, дека децата ги изгубиле, децата им се лечат, а тој со праќа сигурно луѓе за закани да ги запашуваат луѓето. Ама луѓето не се пашат. Го изгубиле најмилото Исо. Значи тоа е точно, дека сака да изиграва джандар во државата Мицковски. И од тоа не може никој. Граѓаните веќе така размислуваат. Дека сака тој да команда кој што да прави во оваа држава. Толку има Исо да кажам. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, имаме ли време? Добар ден. Да, добро, завршуваме. Такви работи не би смееле да се случуваат, тоа е јасно. Дотолку повеќе би морале да се расветлат за да се утврдат вистинските околности до каде што оди, токму и како ова што го дискутираме. Секое обвинување да се даде барем одговор, барем демант или седно. Така и со ова. Да се утврди, особено со ова, дали има одредена злоупотреба, до каде оди тоа. Дали е злоупотреба од некои други профили, одвнатре, седно ете, сега имаше пред емисијата, гледам, полициски службеник, на висока позиција, одавал службени тајни. Неќе да е прв пат, имавме неколку случаи од такви високи позиции. Не значи тоа дека е комплетно, значи, таа номенклатура или власта, особено не дека има директива. Може би има и инструираност. Затоа е битно да се утврди, не смеат да се случуваат тие работи, тоа е јасно. Но дотолку повеќе одговорна власт и на вистина свртена кон народот ќе направи се и да го расветли тоа и да ги покаже вистинските виновници, а ако е некој само иницијативно си придал чувство на тоа дека има сила од одредена позиција на која се наоѓа, да расчисти со тоа и да докаже дека не стои за тоа. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Централниот дневник е во 17 часот. Ви посакувам пријатно попладне. Довидување.